Постојат тешки периоди во животот, постојат мигови на немоќ, но постојат и ситуации од кои нема излез. Останува да ги прифатите, да се навикнете и да живеете со нив. Добре дојдовте во VIP на еден ден. На Порагелот се случи проблем каде што 18 часа, значи веројатно плодовата вода беше, така како да кажам, истечена. Детето беше без плодова вода. Тоа се случи многу потресно за мене. Значи буквално се тресав, затоа што знаев дека ќе останам со една плата. Значи не, овие луѓе не се за греоте, напротив, треба да се прифатат како нормални, нели, дечиња. Да ги поддржиме денес за утре да бидат независни. Успеав! Гледаш толку многу светлина во нивните очи. Me zemër dhe me shpirt jemi me ju. Vini me! Јас сум Наташа Миовска, имам 44 години, живеам во Скопје. Мајка сум на Викторија Миовска, која има 22 години. Наташа е само една од многобројните родители на деца со пречки во развојот. Нејзината пријава пристигна со цел да ја раскаже својата и приказната на нејзината ќерка, да сподели, не за да ја сожалувате, напротив, со високо крената глава, со последици од борбата со институциите, но и со желба, нејзината 22 годишна ќерка да добие привилегија да изгледа и да биде како своите врсници. Проблемите кај оваа девојка почнале со самото раѓање. Викторија значи победа, но всушност станува збор за повеќе животни победи и на мајката, и на ќерката, и на целото семејство. На Порагелот се случи проблем каде што 18 часа, значи веројатно плодовата вода беше, така како да кажам, истечена. Детето беше без плодова вода и кога се роди со замотана папучна врвца. И тука настануваат сите проблеми кога мозокот нема кислород. После третиот месец се појавија првите симптоми на епилепсија, мали сегменти на раце, на како ги велат, не знам,
тонични, клонични, не знам, стварно не сум толку запознаена со тие овака зборови на, како се да кажам. И нели се бараше лек да се погоди. Многу е важно терапијата да се погоди. Доктор Софјанов ми ја водеше. Доктор Софјанов е стварно добар невролог. Ја водеше со една фенобарбитон во тоа време. Се мислам дека не се дава тој лек, ама е исклучително добар лек за да се стабилизира нели детето. Меѓутоа како раснеше и она веројатно како порасна стана отпорна и се погоди терапија. Значи тоа е важно, терапијата се погоди. Ако терапијата не е погодена, не може да се смири. Или сега како што велат, нема овој лек, може да дадете замена. Значи за мозок не може да се даде замена, мора да се земаат тие лекови што се соодветни за тој организам. Откако ја дознале дијагнозата и се соочиле со истата, останувало да се борат и да живеат со ситуацијата и во училиште, и дома, а незиниот развој бил постепен. Успорен. Почетокот јас бев цело време со нејза и во училиште, значи на настава, и на час, и пред врата. Никогаш не оставав сама. Буквално и бев и нејзе мајка и на сите други деца. Така, Вики, во оделението, сите си ги чувавме, сите ги сакавме. Им помагавме и на наставничката, и олеснувавме и на нејзи и она на мене, за да има нели една социјализација подобра, за децата да ја прифатат подобро. Викторија завршила редовно основно и неколку години средно за лица со посебни потреби. Секојдневното одење во училиште и немањето поддршка од институциите, како и разбирање од работното место дека е родител на дете со посебни потреби, ке резултира со губење на работната позиција. И па заради Викторија јас останав и без работа. Значи порано работев, каде што имав помош од мојата свекрва, се веќе не е меѓу нас. И после останав сама со нејзе, со сопругот, што едно детенце имам. И престанав да работам затоа што немаме можност ние да плаќаме жена, за да јас можам да идам да работам, зашто толку се примањата. Колку јас би имала една плата, па таа плата не треба да ја дадеш на некоја девојче да ти помага или да ти. И ден денес Наташа е љута на системот, на институциите. Како да не бидам љута? Бев многу разочарана. Прво се решението кога стигна, дека јас не сум повеќе во работен однос, беше во деновите кога нејзи се ближеше роден ден. А јас тогаш имав земено боледување и според законот кога си ти на боледување не сме да ти стигне отказно решение од едно работно место. Значи мора да си во работен однос. Тоа се случи многу потресно за мене. Значи буквално се тресав, затоа што знаев дека ќе останам со една плата, каде што не стигаат нели тие пари за витамини, за лекови, да преживееш. Буквално тешко е со една плата да се живее. Зашто ние имаме мали плати, немаме ние големи плати во нашава држава. Меѓутоа мислам дека сите ја нагласуваат дека треба да се помага на децата со посебни потреби, таа етикета што е ставена. За мене посебни потреби се луѓето што имаат потреба од обезбедување, од такви работи, зашто тие се посебни се тие, а овие не се посебни, овие се лица каде што им е потребна помош само. Значи, само помош, ништо повеќе. Мала помош да функционираме. Изразениот револт се чиние во името на сите родители кои се соочуваат со овој проблем. Па Наташа сака да им порача на сите дека од мали нозе треба на децата да им се укаже дека има и дечиња поинакви од нив. Затоа што кај нас, за жал во Македонија, кај децата што се без проблем, не се нагласува тоа дека ако сретнеш дете каде што има проблем, па ти како родител, види го ова за греоти. Значи не, овие луѓе не се за греоти, напротив, треба да се прифатат како нормални, нели, дечиња и да се функционираат колку можат нормално. Значи колку можат, можеби нема да делуваат така нормално, меѓутоа колку можат да помогнат, да се вклопат, значи заедно со нив, затоа што и они се така посреќни. Ако се сами, се осамени, стануваат аутистични, депресивни. Тоа е тоа, аутизмот е депресија, уствари. Тоа е.
Соочувањето со тешки ситуации за Наташа и незиното семејство се секојдневие, но сега периодов има еден голем проблем, кој не е само незин, туку на сите родители на деца со епилепсија. Најтешките ситуации се сега во моментов е тоа што не можам да најдам лекови, што морам да одам до Србија, па дали ќе одам јас или ќе оди сопругот или мајка ми, еве сега во среда треба да одам по Топомакс и Ревотрил. Тие се прилично скапи лекови, поготово Топомакс. Ревотрилот не е толку скап, ама Топомаксот е многу скап. Топомаксот, кажеш, в една година го нема во Македонија, а Ревотрилот го купувам 20 години. Пред тоа беше на друга терапија. 20 години приватно го плаќам. Значи го набавувам 4-5 пати во Македонија, кој ми го донесе 4-5 пати повеќе од донација на што е. Значи, така да баги пари даваме за лекови. Душа, ајде. Но Наташа вели се снаоѓа. Порано знаела некаде и хонорарно да работи, а сега? Па се снаоѓам, да, подолго време така нешто хонорарно ќе подработам. Имам кучанца, кока шпаниел, па ќе се случи некогаш ете некој легло ќе си продадеме, по тие пари нешто ќе си купиме. Меѓутоа тоа не е нешто што јас можам нонстоп да го работам, затоа што и тоа е обврска. Јас не напомнав дека за сите овие години стресно живење, јас боледувам од ревматоиден артритис. Значи имам деформитети, имам воспалување на зглобови, болки. Секој ден сум со кортикостероиди и со апчиња за болки, за да можам да функционирам, дали за под куќа, дали за совики. Че тоа е у суштина реалноста. И ке заклучиме. Наспроти се што доживеала, им пркоси на сите сопки и предизвици. И има порака до сите кои се во иста или слична ситуација. Па карактерот не ми е таков да свиткам кичмата и главата и да одам надолу или да барам некоја тага, да си барам, не знам, мислам дека секој човек мора да бара мора да постои решение. Значи, ниту едно дете не сака мајката да ја види не нашминкана, не средена, не убаво облечена, не исчешлана. Напротив, сака да ја види убава. А колку и да ти е тоа тешко, мислам дека ние мора да бидеме убави, здрави, така да изгледаме, значи, насмејани. И така да би сакала еден апел да пуштам до сите родители, мајки, татковци што има дечиња каде што се со синдром на епилепсија, сега нема да речам болест, затоа што како болест не е заведено, нели, како синдром ќе го наречам епилепсија, и да им дадам поддршка дека треба во животот да не бидат разочарани, така, да бидеме среќни, па да идеме и на концерти, па дали е тоа со седативи или не, ние мора да бидеме среќни и позитивни за, нели, да ни биде убаво. Не може да ни биде убаво ако сме тажни. И на крајот прашавме, а како се најдоа во нашата емисија? После се пријавивме, видовме дека имате прекрасна емисија што мотивира, значи како ние луѓето да во Скопје како да малце изгледаме посвежи, порасположени, нели, вип на еден ден, што е многу убава тема за секоја мајка, за секоја млада жена или постара жена. Не значи дека ако имаш проблем треба да бидеш вип. Мислам дека секој човек сака да биде вип на еден ден. Иако Наташа, пред да го почнеме разговорот, ни кажа дека можеби Вики и нема да сака да зборува, но и двете се согласивме дека ќе ни биде големо задоволство лично да ја прашаме што ја радува, па јас и се обратив и нејзе. Викторија, ти можеш да ни кажеш нешто? Да? Можам ја да ти кажам нешто. Да? Кажи ми, кого најмногу сакаш да гледаш на телевизија? Питкус фамилија. Сакам да гледам Наши Маус, Супер Зита, Златна Сланче, Поточиња или Питкус. Така, добро. А за мама што ќе ми кажеш? На мама дали убава косата, дали сакаш да смениме нешто на мама, а? Да сменам нешто? Сакам да сменам нисната фризура. Фризурата да ја смениме. Каква боја да ја ставиме? Кафена или шота, но да ја фарбаме црна.
Добро, а како да ја облечеме во фустан? Фустан бел. Оф, леле. Бел фустан? Да. Добро. А ти сакаш тебе нешто да ти направиме на косата? Сакам да ми изравниш. Добро, а тебе фустан да ти облечеме? Да, мене фустан. Каква боја? Шарено. Не е шарено. Како викаше сино? Светло плаво со жолто. Да ме претвориш во принцеза. Важи. Која принцеза? Снежана. Знаеш дека јас се викам Снежана? Да. Ке видиме две принцези Ето Снежана. принцези. Да. Добро, а дома што најчесто правиш? Црташ, може да црта да пишеш? Цртам. Можам да Да не на- пишувам. Алато. И на вистина ги пишувам буквите и на те слушам музика. Што слушаш од музика? А што слушам музика, ги слушам песните на Кралина и на пет ја слушам песната на пејачите со наслов "Дайте музика". Дајте музика. А знаеш да пееш? Да, Која песна ќе ни испееш? мојата песна "Две златни лири" или "Бели цветови". Ја знаеш две златни лири? Да, Сакаш да ја пееме заедно? Како беше песната? Сакаш на ова да пееме? на тоа ми се пиеше за "Две златни лири", а потоа ќе спеам "Бели цветови". Бели цветови? Исто Да. од Каролина? Да, Ајде, можеме да почнеме? и на пет ќе ти кажам дека на Синатаво имавме уште една нова песна, се вика "Звонат". Ја пеевме заедно со двете сестри, Калиофи и Тамара. Добро. И заедно со сините две момци на кои се вика "Нокаут". И затоа што ја пеа заедно со Никола Пески Кире и Владиот Крстевски Франц, на кои ја пеа песната "Нокаут" преку звучници. Да, како добро ти ги знаеш, одлично. Да ти ги кажам поред. Ај. Се напоња и пеа Наташа Маленкова со "Името твое". Затоа што и групата им се вика "Багаж". Да, багаж, името твое. А сега не рече ке ми пееш или не? Да, ќе Ајде, ти пеам. може со овој Да. микрофон? Ајде. Можам да ја испеам песната. Можеш и да седиш. Како сакаш да седиш, да седиш. Ајде, со Снежа заедно. Можам да испеам песната, "Две златни", ќе пробам да се потрудам. Не го Чекај, не го отвори. не, Вики, не го чепкај. Добро, ќе се потрудиме? Добро, Да. уклучено е. Ама како почнуваше тоа? Како беше? Две златни. Да. И бели цветови. Да. Мојата баба. После? Не? Ама вака ќе пеам на музиката на "Две златни лири" и таму ќе пеам на мојот концерт. Добро, тогаш значи подосна ќе ни испееш, Значи, така? потна ќе ти спеам. Добро. Кога мама ќе ја средиме, Ќе ја следим. кога ќе биде нова, и тебе кога ќе те облечеме? Ќе ме Може? облечеш, може. Може тогаш? Тогаш да ме облечеш. Да. Како принцеза се Како договоривме. принцеза се договоривме јас и ти. Јас и ти, заедно. Важи? Да. Ете, така се може да те гуштам. Ете. Добро е, па тогаш сега мене ќе ме оставите јас да одам да Добро. барам гардероба и за Гардероба тебе. за мене И за мама. и за мама. Фала многу, пак ќе се дружиме и ќе пееме. Дај ќе пиеме, готово. Договорено? Договорено. Ете така, супер. И после оваа позитивна енергија, која ја добив од Вики, незината толку искрена прегратка, а богами и ветувањето дека заедно ке пееме, ми го разнежнија срцето, ми измамија насмевка, а разговорот за женските теми дополнително ме мотивираше да им приредиме вистински вип ден. Па пред да заминам во подготовки, ќе заклучам дека на вистина кон овие деца не смееме и не треба да се однесуваме поинаку. Може би тие некои работи нема да ги направат на ист начин како и ние, ама тоа не значи ништо. Треба да се опуштиме и да се однесуваме како и секогаш, затоа што тоа е единствениот начин.
И можеби одбирањето на облека изгледа едноставен процес, но во овој случај сепак треба да бидеме малку повнимателни, малку попрецизни. Токму затоа ќе им се обратиме на Маја и Антонија, кои веќе го имаа проектот во Моите чевли, а се однесува токму на бирање облека за лица кои имаат пречки. Проектот го започнавме бидејќи во суштина забележавме недостаток на информации, недостаток на помош, недостаток на облека кој што е адаптирана за лица со попреченост. Како модни дизајнери, нешто што практично го работиме, сметавме дека можеме на некој начин да делуваме нова. Ако ништо друго, значи барем да информираме јавноста за овие состојби, бидејќи лицата со попреченост се среќаваат со голем проблем кога треба да појдат, да одберат, значи селекција, да купат облека на пазарот на малопродажба во Македонија генерално. Кога почнавме да работиме, свативме дека не е едноставно да се направи стајлинг за овие лица, бидејќи во принцип покрај естетските параметри кои што треба да ги усогласиш со личноста и нивната естетика и преференции што им се допаѓа, значи тука се и годините. Тука се исто значи и оние технички моменти како на пример механизмите за закопчување, колку им е развиена моториката, не знам, значи нивната физичка состојба во моментот и како тие може да се снајдат со облекување и речи си на секоја парче гардероба треба да се действува дополнително, односно да се прават корекции. Дали ќе бидат корекции во однос на должината, дали ќе бидат корекции во однос на коланот, да се тргне па да се стави еластична за да им биде поудобно за облекување. Независно, но во секој случај корекција мора да има или ќе се облекуваат во тренерки. Веќе тие се наједноставно парче за облекување. Исто така и направивме една анализа на пазарот на малопродажба на облека во Скопје. Всушност посетивме 2 трговски центри, скоро сите продавници кои што се бават со продажба на облека и свативме дека многу мал број од нив реално имаат гардероби кои што се адаптирани за лица со попреченост и многу мал број од нив реално имаат услуга за корекција на облеката, што во суштина е нешто на кое што може да се делува од поглед на менаџерите на овие малопродажни центри со цел да имаме еден пазар кој што е малку поинклузивен и би ги запазил нивните потреби. Значи, во однос на пристапот, од старт наидовме на позитивна комуникација, бидејќи тие беа срекни дека ќе започнеме да работиме еден проект како што беше овој. Со цел да ги усогласиме нашите идеи или желби за тоа како треба да изгледаат и нивните, ние направивме еден прашалник. Во прашалникот поставивме многу прашања кои што беа лични, за да дознаеме. За да дознаеме, мои прашања од типот на каква музика сакаат, кој е нивниот умилен, не знам, автор, творец и така натака, со цел да почувствуваме сензибилитетот, естетиката на личноста. И после тоа направивме стајлинзи кои што практично се трудевме да ги усогласиме со одговорите на нивните прашања. Немавме никаков проблем, како што кажа Маја, како да им пристапиме, бидејќи сепак овдека станува за лица полнолетни, кои што горе-долу веќе знаат како треба да изгледат, се имаат осмислена нивната естетика, меѓутоа им треба голема помош во однос на изборот на парчење облека и адаптација, да. Така да со разговор, па преку прашалник, ние горе-долу дознавме и им кажавме и ние како ги замислуваме нив, така да тука веќе беше работа на меѓусебен договор и мислам дека се заврши како што треба. Видете, не само по поглед на ова прашање, денеска и генерално модата значи да го истакнеш она кое што го имаш, да го сакаш она кое што го имаш. Ова е ера на индивидуализмот, на истакнување на личноста, ме разбирате, и затоа сметаме дека воопшто не треба да се кријат некакви недостатоци, туку напротив, мислам би било фино сето тоа да биде по некакви дизајн принципи, да изгледа складно, да биде естетски привлечно, ме разбирате. Да биде комотно, што е многу важно, како и на сите нас. Најголемо задоволство беше нивната реакција. Фактот дека навистина беа срекни, навистина беа исполнети. Мислам, таа вечер, отварањето на изложбата беше вечер која што беше апсолутно посветена на нив. И исто така, за мене лично задоволство беше дека одреден дел од јавноста успеа да слушне за овие состојби. Многу голем дел од луѓето со кои што се сретнавме, соработувавме, воопшто не беа информирани за овие состојби. Така што ви благодариме на вас што покажавте интерес. После година дена од проектот, че повторно се актуализира.
И откако ги слушнавме советите и искуствата на Антонија и Маја, она што сега нас ни останува е да се вклопиме во желбите на Викторија и во сите оние совети кои што ги добивме и да одбереме соодветна гардероба за оваа 22 годишна девојка. И можеби околу изборот на облека и за промена на стилот на Викторија ни треба помош, меѓутоа за она за што мене не ми треба помош е да изберам соодветни пижами за Викторија и за нејзината мајка. Ајде со мене. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Ала, колку се добри! Da da da, da da da. И вакви дека имаат джепчи. Тоа кога ќе си легнеш, пошто ја ладни ми се рацете, и вак си ставаш рачиња и си топиш рачиња. Многу се добри. Down, down, down. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. И бидејќи вип на еден ден е тимска работа, се во ова овде кај јас што го растурив за да одберам соодветни пижами или за Викторија и за нејзината мајка, сега ќе се обидам да го спакувам, ама да го спакувам прецизно за да може да влезе во самите кесички. Значи еве, можете да уклучите штоперка и ја пакувам. Down, 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 down. Down, 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 down. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Пријатно. Shop shopping, shop shopping. Shop shopping, shop shopping. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагаре со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагаре со розови кеси. Ајде, станувај сонце, денот е прекрасен, надвор не чека сонце. Чекај да пијам кафе, не можам да гледам. Ајде бе, облечи се, ке пиеме у центар. Идеме прво на кафица. Ја би кафе. Кога станува збор за изборот на додатоци, пресудниот збор сепак го има тука нашата стилистка, меѓутоа еве јас се обидов да направам некои комбинации, па се надевам дека нешто тоа и ќе ми усвои. Не знам. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагаре со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагаре со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагаре со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стои ова? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC,